Добро вечер. Председателот на СДСМ Венко Филипче попладнево по завршувањето на состанокот на извршниот одбор ги соопшти мињата на 19 кандидати за градоначалници со кои партијата ќе настапи на локалните избори на есен. Филипче кажа и дека во неколку општини се разговара и за поддршка на градоначалници од коалицијските партии. Овие кандидати се избрани врз основа на принципите кои што ги наведовме дека ќе важат за кандидирањето на овие луѓе, избрани со прилично широк консензус во општинските организации, луѓе кои што имаат и кредибилитет и легитимитет да ја побараат довербата, некои за прв пат, некои повторно, од граѓаните, актуелните градоначалници кои што навистина направија вистинска промена во општините, во Центар, во Крушево, во Крива Паланка, општини и градови кои што стана целосно нови во времето на нивните мандати и сметам дека се луѓе кои што можат да излезат пред граѓаните и можат слободно да кажеме дека се што ќе ветат ќе биде исполнето. Има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Али Ахмети, Зијадин Села и Арбен Таравари веќе постигнале договор за заеднички настап на локалните избори, кој што ќе биде формализиран следните денови, објави порталот Тетова Сот. Планот вклучува заеднички кандидати и листи во сите општини, а веќе е договорена и поделбата по општини за кандидатите за градоначалници. Па така ДУИК има кандидати во 10 општини, меѓу кои Тетово, Чаир и Кичево, Алијанса за албанците на села во 3 општини, Струга, Дебар и Рачиново, а Алијанса за албанците на Тарабарик има кандидати во 4 општини, Гостивар, Врапчиште, Сара и Теарце. Оваа распределба според партиските извори е направена врз основа на резултатите од последните изборни циклуси и проценките за најдобри шанси за победа на терен. Заврши судењето за убиствата на Вања и Панче. Јавноста пресудата ќе ја чуе в среда, 25 јуни. Најновите информации се дека за случајот е уапсено уште едно лице, кое во својот исказ го спомена обвинетиот Велибор Манев. Михајло Видемлиски. Уапсен е Зоран Давидков, член на Десна и вработен во Народна банка, откако Велибор Манев, кој е дел од обвинетите за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, го посочи како лице кој по наредба на Љупчо Палевски требало да се ослободи од ранецот во кој се наоѓал пиштолот со кој било пукано. Манев во завршните зборови кажа дека за Давидков дознал кога Палевски му се јавил од турската граница, но сега се одлучил да го открие неговиот идентитет. Бев згрозен од уцената, Палевски не тераше да го слушаме. Откако ги изврши убиствата ми стана јасно, но многу доцна сватив дека имал двоен план. Ова е последната коцка од сложувалката. Дека ранецот е кај Зоран Давидков, член на Десна, дознав кога Палевски ми се јави од турската граница и ми кажа да му се јавам на Зоран за тоа што го зел од канцеларијата, како што се изрази Палевски, пакетот да го отстрани од кај него, да го фрли или да го уништи, да не може да се најде. Останува да си ја слушнам изречената казна, оптоварен со срамот, каењето, душевната болка и да размислувам за моите милион неодговорени прашања. Простете ми што излегов ваква будала. Обвинителството ја потврди информацијата за апсењето и најави дека се преземаат и други истражни действија во врска со случајот. Палевски во завршните зборови не се осврна за лицето кое го посочи Манев. За неговиот адвокат пак ова е нечесен начин на завршување на постапката, а пред судот побара ослободителна пресуда за Палевски. За жал, во завршен збор на постапката истото беше откриено и како што тргна постапкава, така и заврши на лош, нечестен начин, со многу слабости во целата процедура и слабости на обвинителството. Нити еден доказ не се изведе против Палевски, нити некаде беше забележан, нити имаше негова ДНК, нити било кој каков приближно да речам некој доказ да достави обвинителството до судот, до јавноста, до нас, такво нешто немаше. И од тие причини ние одбраната ја сведовме на тоа дека поради немање на доволно докази дека судот треба да донесе ослободителна пресуда. Прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо пак по речиси 2 часа во кои даваше завршни зборови. За прв пат отворено го посочи Велибор Манев како организатор на убиствата, а Боре Видевски за извршител. Обвинението според него е недокажано и со низа пропусти. Обвинетиот Велибор Манев е организатор.
Боре Видевски е пукач, а Владко Кешишев е стражар. Нема трага дека сум присутен на 2 места на грабнување и убиства и во 2 возила. Основното јавно обвинителство направило обвинение без ниту еден доказ и вештачен телефон. Нема мои траги во кангуто. Како е можно да има траги од другите обвинети, само не од мене. Намерата на ОЈО, уште од 5.12.2023 е да ја убеди да ме осудите. Но зошто не ги гледате доказите изведени на рочиштата? Обвинетиот Боре Видевски не даде завршен збор. Владко Кешишев изрази кајање и рече дека се направил под притисок на Палевски. Таткото на Вања Александар Ѓорчевски пак бараше од Палевски да одговори зошто го извршил убиството. Со денешните завршни зборови и околу 40 одржани рочишта, заврши судската постапка за грозоморните убиства на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот велешенец Панче Жежовски, кои се случија во ноември 2023-та. Јавното обвинителство за Палевски, Манев, Видевски и Кешишев претходно побара доживотен затвор, а за Ѓорчевски соодветна затворска казна. Пресудата ќе биде објавена во среда на 25 јуни. Апелација одлучи притворот на поранешниот директор на онкологија Нино Васев од домашен се заменува со ефективен. Обвинителството за него бара затворски притвор. Во шутка оди и организацијскиот директор Нехат Нухи. Претходно Васев на јавната седница кажа дека сака честно судење и побара да се брани од слобода. Судот во Струга го прогласи градоначалникот Рамис Мерко за виновен за кривичното дело несовесно работење во службата во врска со нерегуларностите при назначувањето вршители на должноста директори во општинските основни училишта во Лабуништа, Радолиште и Подгорци. Судијата Јордан Јованов му изрече парична казна од 100 дневни глоби, што изнесува околу 10.000 евра. Образложувајќи ја пресудата, судијата нагласи дека за разлика од претходната ослободителна пресуда поврзана со набавката на луксузното возило Ауди А6, во овој предмет Мерко постапил спротивно на законот за основно образование. Во моментов се одвива реконструкција на просторот за физикална медицина во Кочанската болница со површина од 350 метри квадратни и се очекува да заврши за 3 до 4 недели. Информираше денеска портпаролката на владата Марија Митева. Како влада имаме системски пристап кон здравствените потреби на пациентите во Кочани, истакна Митева. Реконструкцијата ќе продолжи со хидроизолација на објектот, поставување на комплетно нова вертикала на водоводната и канализационата мрежа, која ги поврзува и горните оддели на физикална медицина, конкретно хирургија, гинекологија и неврологија, порамнување и обновување на подот и поставување на нови врати. Особено важно што цениме како влада дека е потребно да се нагласи е дека по долги години се оспособува хидранската мрежа која беше целосно нефункционална и во тек е поставување на нов противпожарен систем. Стигнати се во болницата и цикакер лепенките кои што пациентите долго ги бара. Првата тура која што е пристигната во болницата брои 95 лепенки. Дополнително продолжуваме со динамиката на апликација на PRP третманите во болницата во Кочани. На 58 повредени веќе им е дадена компресивната облека и тие ја носат. Веќе имаме видливи позитивни промени на самите лузни. Уште ова информација. За 790 денари е зголемена минималната синдикална кошничка, која што според пресметките на синдикатот во јуни изнесува 64.698 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати, месечно на едно 4-члено семејство би му биле потребни 80.000 денари. Според ССМ, најголем раст е забележан кај храната и кај пијалаците. Во јуни, за да се прехрани едно 4-члено семејство, потребни му биле 23.167 денари, што споредбено со мај бележи зголемување од 733 денари. Од синдикатот алармираат дека за само 2 месеца кошничката е зголемена за 2000 денари, додека кај храната и пијалаците вкупно за 2 месеца зголемувањето е 1678 денари. Тоа беше се. Пријатна вечер.